Зголемен е бројот на хоспитализирани пациенти на детското оделение, информираа надлежните од Кумановската болница. Дневно се прегледуваат околу 80 деца, а не е мал бројот ниту на пациентите во дневната болница. Според лекарите, во 90% од случаите станува збор за респираторни инфекции. Во овој период имаме зголемен број на дечиња со респираторни симптоми, и тоа од горна респираторен и од долна респираторен тракт, значи чести се фарингити, дечиња со бронхообструкции и поголеми деца со бронхопневмонии и со потешка клиничка слика. Симптоми, значи најмногу родителите што ги вознемирува, покачена температура, отежнато дишење, болки во грло, одбива да внесе храна, течности, малаксаност и тоа е се. Значи 90% од патологијата на детско оделение се респираторните инфекции, потоа ентероколити и други. Се уште не е достигнат пикот, значи се уште немаме дечиња со грип, значи се уште се аденовирози, инфлуенца, стрептококите се уште активни, ама не е достигнат пикот на како што треба, како што очекуваме, да. Заштита од вируси, сега 100% заштита немаме. Да се воздржуваат, значи од собирање на помали деца, бебиња во колективи, во игротеки, значи во затворени простории, да се посвети внимание на здрава и уравнотежена исхрана кај децата, потоа суплементација со витамини, ама не е нормално да се суплементира, значи витамин Д, витамин С, рибино масло и тоа е. Здравата исхрана, треба да се стави акцент на здрава исхрана, доенчиња да се дојат, не веднаш на кравио млеко или на, што вика, од тетра пак овој, значи доење кај доенчиња, да не се пуштаат во колективи деца со се уште недоразвиен имунитет, значи 18 месеци, 24 месеци, зборам за градинките, и сега, пошто ние, значи, нели зборуваме прошетки, сега немаме многу чист воздух, така да си набават прочистувачи во просториите во кои што престојуваат децата, и прошетки, али кога загаденоста е на помало ниво. За екипираност, значи ни фали персонал. Моментално сме 4 доктори, специјалисти педиатри на одел, еден специјализант и еден општ доктор, што е малку за целиот град и околината, пошто покриваме и околни општини, и ни фали значи ни фали среден персонал во болницата, али за сега се надеваме на ново вработување од месец јануари.